Јас сум новинар по вокација, имам завршено факултет по новинарство, тоа значи јас сум новинар по вокација. Одговорност треба да чувствува тој што ги крши правата на новинарите. Пак ќе кажам, бевте многу гласен во времето кога Јас сакам да ви кажам, одговорност треба да чувствува и да понесе тој што ги крши правата на новинарите. господине Сарачини, Тој што ги крши правата на новинарите. Пред владата протестираат, Кој ги крши правата на новинарите? господине Сарачини, бевте многу гласен во изминативе 10 години од владата баравте одговорност. Кој Јас само поставувам реторичко прашање, кој ги крши правата на новинарите? Или треба ние да поставуваме прашање? Не. Коалиција, значи владата има Владата има свои вработени. Владата има свои вработени. Доколку некој вработен од владата на Република Македонија или од министерствата или било кој државен орган се заканува на новинари, јас би сакал да ја знам таа информација и се надам дека било кој ќе ја сподели со нас. Ова влада не ли направено? Да. Во коалиција со ДУИ. Dhe momentalisht do t'ju parash rëshqim. Bekir Hasani është pjesëtar i BDI-s. BDI-ja është në koalicion me LSDM. Unë po flisni për organe shtetërore apo për parti politike? Unë nuk jam këtu за да наси партиве политики. Една е политичка партија, друга е влада. Тоа го вели господинот Сарачини да преведиме за разбират и колегите македонци. Значи јас бидејќи ме прашувате како вработен во една државна институција, можам да прашувам од позиција на новинар дали воопшто ги можам да одговорам во контекст на мојата професија, вокација, јас сум дипломиран новинар и затоа сум тука. Значи можам во тие во име на политички партии апсолутно немам намера да давам. Секогаш кога беше минатата власт, стоевте, баравте одговорност од владата и така натаму. Никако кога да се променија позициите од кога влеговте во државните органи или така ни се чини на нас новинари. Интерпретација. Тоа е ваша интерпретација. Прашувам дали е така или присуство овде јасно го демонстрира мојот став. Значи пак ќе ве прашам за тоа, дали се медиумите слободни експлицитно? По мене има слободни, ќе ви повторам, ви го Дали се дадов слободни? одговор, има медиуми кои се слободни, има медиуми кои не се слободни. Генерализацијата е непримерна за вакви случаи. Добро, кои не се слободни според? Јас ви реков дека ако ме Според прашувате, кои сега критериуми? не знам како ме прашувате. Одговорност од премиерот бидејќи ова е втор напад. Прво врз службено лице, а потоа врз председател на новинарско здружение. Би сакал да прашам каде ја гледате одговорноста на премиерот за да го разберам прашање. Ги се работи за висок функционер од коалиционите партнери во владата. Висок државен функционер. Јавно искажани за Дали се работи за висок државен функционер? Јас ве прашувам сега. Не, јас поставам реторичко прашање колку што сум јас информиран, лицето за кое што се зборува на овој протест не е државен функционер. Значи не го оправдувате протестот пред владата? Не, апсолутно. А зошто сум ја овде? Зошто не разбирам зошто ми наметнувате ставови. Сега се наметнува друго прашање, господине. Не, прашањето содржи импутација, содржи квалификација, содржи мислење. Значи јас ви кажав дека јас сум овде бидејќи се случува некој да се заканува на председателот на Сдруженијето на новинари на Република Македонија. Тоа е непримерно за едно демократско општество и недозволиво за едно демократско општество и затоа сум ја тука да ја упатам и мојата лична порака дека тоа не смее да се случува во едно демократско општество и дека органите кои што се надлежни да постапуваат треба да постапуваат по тоа. Значи владата не треба да чувствува одговорност според вас. Не знам ја зошто ми импутирате постојано ставови во вашето господине. Не можам да прифаќам вакви прашања. Добре, сега портпарол сте на министерството. Не, ама овој протест не е на Министерството за култура. Јас сум овде како граѓанин и како новинар по вокација, а не представник на Министерството за култура. Прашувајте ме во капацитетот во кој што сум овде.